Почитувана председателке, господин јавен обвинител, почитувани колеги пратеници, новинари. Воопшто не е чудно кога пратеник се однесува како пратеник и поставува прашања и отвара дилеми од јавен интерес, но многу е невообичаено кога јавен обвинител се однесува како пратеник, и тоа како пратеник на власта. Јас, знаејќи го долгото правничко искуство на господинот Јовески, ќе си дозволам сепак да го подсетам и да го коригирам, дека не е во право за анкетната комисија, бидејќи Уставот, членот 76 го демантира обвинителот Јовески. Членот 76 од Уставот на Македонија вика: собранието може да основа анкетни комисии за сите прашања од јавен интерес. И ова собрание го користи овој член и ова уставно право и обврска да основа анкетна комисија за ова прашање од најголем јавен интерес, каде што не збориме само за профит, туку збориме и за загрозување на уставното право на здравствена заштита на голем дел од пациентите. Токму заради недостаток на лекови, препродажба на лекови, скапи лекови на црн пазар и така натаму, а тоа се случувало и е потврдено од овластена институција преку извештајот од Државниот завод за ревизија. И прашањето е: како може Државниот завод за ревизија вам да ви достави уште во март оваа година извештај за сите овие недостатоци, а вие до ден денес да говорите за предистрага и да немате истрага? Разликата помеѓу предистрага и истрага е многу голема. И во вашите овластувања, и во наредбите кои што можете да ги дадете во истрага. Јавноста цело време говори и има очекувања. Политичката одговорност ја утврдиме ние. И ние нема со ништо, утврдувајќи ја политичката одговорност, да нарушиме во она што е надлежност на други институции. Но проблемот е што другите институции не действуваат и ние затоа сме дојдени до овој момент на расправа на анкетната комисија. Ако јавното обвинителство постапило посериозно и навремено и уште во март, април, мај, јуни, август оваа година покренело посериозна истрага и веќе дефинирало одредено дејание на кривично дело, одредени со цела презумција на невиност, осумничени и така натаму, сега можеби овој предмет ќе беше во некоја друга разрешница. Но очигледно е овде дека вашиот неуспех, вашето неработење и неефикасноста на јавното обвинителство, која што се уште има најниска доверба во државата од јавноста, сакате да го покриете со префрлање на одговорноста врз ова анкетна комисија. На крајот ќе испадне анкетната комисија виновна за тоа што се случило на онкологија или зошто не е разрешено. Па вие според членот 8 од Законот за јавни обвинители имате обврска да известувате јавноста за покрупни случаи или прашања од јавен интерес. И овде вие во тоа својство имате и право и законска обврска да известите јавноста што имате постапено. Ние не бараме од вас да откриете тајни. Ние бараме од вас да кажете зошто се уште сте во предистрага, а нема истрага. Ние бараме од вас да кажете дали освен државни институции, функционери, директори, лекари, одговорни началници во здравство или во политиката или во други установи, дали вие како обвинителство имате право да влезете и да извршите контрола во некоја поголема веледрогерија? Дали може вината да биде споделена? Може би има одредена одговорност и кај државните институции и клиниката, може би има одговорност и кај некоја голема веледрогерија. Но кога ќе бидете во фаза на истрага, вие ќе можете тоа да го направите со наредби.
Вие сега сте во фаза на предистрага и наместо да ја водите истрагата и овде дополнително да уверите јавноста дека вложувате максимални напори да се дојде до разрешница, вие овде се обидувате да го дисквалификувате собранието и да ги одбраните владеачките поставени, именувани или избрани функционери, како што сте и вие. Ако тој принцип на солидарност со именуваните и избрани функционери ви е поважен од истрагата, која што се уште ја немате отпочнато и сте во фаза на предистрага, тогаш веќе е сосема друга тема. Тогаш ние треба овде да ве гледаме како избран и именуван функционер кој што нема голем мотив да покрене одредени постапки против други избрани и именувани функционери или против други сериозни, богати, влијателни веледрогери и приватни компании, кои што можат да бидат дел од овој скандал и од оваа афера. И затоа моето процедурално е токму на она што го кажа обвинителот, а го демантира Уставот. Членот 76 го демантира јавниот обвинител, затоа што Уставот дава право и обврска на собранието да формира анкетна комисија за секое прашање од јавен интерес. Ова е прашање од најголем јавен интерес во изминативе 4 месеци. За жал, вие сте знаеле порано за овој скандал, но не сте постапиле порано, навремено и ефикасно. Немам друга забелешка процедурална. Благодарам.